Жестоки дискусии и партиски пресконференции за парите кои Штип ги доделува за граѓанскиот сектор. Изборот на проектите и невладините денес пред почетокот на Советот инициираше партиска пресконференција. Дали е во ред да се доделуваат средства на лице кое беше на советничка листа на СДС? Лице кое веќе неколку пати во текот на годината има добиено средства од општина Штип за настани кои се слабо посетени, а Советот на општина Штип нема увид во начинот на трошење на тие средства и лице кое преку група на граѓани остварува своји лични интереси. Дали при доделувањето на средства на две организации нема судирни интереси на едно лице, кое во едната организација е председател, а во другата организација заедно со целата своја фамилија е во основачкото собрание? Зарем овие случаи не представуваат отплата на долговите кои СДС ги има кон овие луѓе, затоа што верно одработувале за оваа партија? Дали е ова општина на сите граѓани или општина во која добиваат само оние кои се на иста линија со партијата СДС? Методологијата беше презентирана од страна на лицата кои што го доставија до Советот, ја доставија ова барање за отварање на јавен повик за здруженијата. Тие презентираа методологија по која што ќе треба да се избираат проектите. Истата помина на комисии, истата помина и на Совет. Треба да се присетиме пред се и на сето тоа. Покрај тоа, треба, ако бевте на комисии, ќе знаевте дека во комисијата за избор на проектите не учествуваат само лица од општината, туку и надворешни членови од кои што секој можеше посебно да бодува да одобри. Селекцијата не ја прави Советот, ниту градоначалникот, туку токму оваа комисија, која што по критериумите, кои што и ние како Совет сме ги одобриле, ги исполнуваат условите. Дискусиите и негодувањата продолжија на собраниската говорница. Првиот проект мислам дека беше Сдружение Кул Младина, кое што предлагаше, за мене еден многу симпатичен проект. Не, тоа е одбиен проект. Значи, многу симпатичен проект, уникатен, би рекла, бидејќи предлага рециклирање на пластични шишиња и средствата после тоа да се користат за бездомните животни. Знаеме дека имаме проблем со бездомни кучиња во градот. Проектот е одбиен, а усвоен е проект кој што не дека не е корисен, меѓутоа е веќе виден. Значи, поставување на лулашки во наслова, односно местото Киртеќе. Комисијата беше составена од 3 членови, секој член бодува посебно. И се збират тие поени и на крајот излага резултат. И ние според тај резултат ги рангираме и ги предложиме. Инаку годинава за прв пат општината распиша конкурс за граѓански проекти, за чија реализација ќе се поделат 1 милион денари. Од предложените 19, комисијата избра 7 проекти. Нивниот избор денес на седница на Советот ја доби поддршката од мнозинството советници, додека советничката група на ВМРО ДПМН гласаше против.